Утрински стихови од Библијата. 3 јули. Бог ќе биде благонаклонет. Ќе му се моли на Бога и он ќе биде милостив спрема него. Со радост ќе го погледнува лицето негово и ќе му ја врати праведноста негова. Јов 33:26. Ниту еден повик од душа во потреба, иако може би и не искажан со зборови, нема да остане незабележан. Оние што ќе се согласат да влезат во заветен однос со небесниот Бог, не се препуштени на силата на сатаната, ниту на слабоста на сопствената природа. Малкумина правилно ја ценат или користат скапоцената привилегија на молитвата. Ние треба да одиме кај Исус и да му ги кажеме сите наши потреби. Можеме да му ги донесеме нашите мали грижи и недоумици, исто како и нашите поголеми проблеми. Што и да се појави, што би не вознемирило или обесхрабрило, треба да го донесеме кај Господ во молитва. Кога чувствуваме дека Христовото присуство ни е потребно на секој чекор, сатаната ќе има малку можности да ги наметне своите искушенија. Тоа е негово внимателно простудирано настојување да не оддалечи од нашиот најдобар и најсочувствителен пријател. Никој освен Исус не треба да биде оној во кого ќе имаме целосна доверба. Ние можеме безбедно да комуницираме со Него за се што е во нашето срце. Секоја искрена молитва е слушната на небото. Може би не е течно изговорена, но ако е од срце, таа ќе се вознесе до светилиштето, каде што Исус служи. И тој ќе му ја представи на Отецот, без ниту еден неумешен, пелтечлив збор, убава и миризлива, со темјанот на неговото лично совршенство. Кога само би го држале Господа за збор, какви само благослови би можеле да бидат наши. Камо да имаше повеќе ревностна и делотворна молитва. Христос ќе биде помошник на сите што го бараат со вера.